Слушнавме кои празници се празнуваат денеска според православниот календар, а веќе утре исто така имаме еден убав празник, Свети Лазар или Лазарова сабота. Веќе од понеделник започнува страдалната седмица или седмица на маките, односно последната недела од Христосовиот живот на земјата. Од Велики понеделник до Велика сабота верниците ја поминуваат со строг пост, молитви и покаяние. Но повеќе за ова ќе имате можност да слушнете од Димитар Арсов, ѓакон во Кочанската црква. Веќе навлегуваме во празнување на оној великденски циклус и сите оние празници, нели, кои што ротираат околу најголемиот празник посветен, нели, на Воскресението Христово, кај народот познати како Великден. Значи, најблиску празникот што ни доаѓа е кога е денот Лазарева сабота, денот кога што си спомнуваме за воскресението на 4-дневниот Лазар, именно знаејќи, нели, темелејќи се на зборовите и напишаното од Светото писмо, знаеме дека Христос има посебна љубов кон Лазар и бил негов близок пријател. Во самото Свето писмо се зборува, нели, дека откако Лазар починал и со сите обреди кои што се практикувале, нели, во тоа време во сите старозаветни обичаи, бил и положен во гроб. И, нели, Христос доаѓа и покажува одредена доза на жал, значи и самото Евангелие сведочи дека Христос посолзува и тоа било, нели, плод на неговата голема љубов која што имал кон Лазар. И, нели, во тој миг тој му се обраќа на Лазар и го воскреснува. И, нели, тоа представува едно чудо кое што светите оци, толкувајќи, нели, за ова случка која што има големо значење за нас православните, велат дека представува една своевидна подготовка за сето оно што ќе се случува со самиот Христос, бидејќи знаеме, нели, дека не само Христос, дури и светителите кои што доаѓаат по него ја имаат таа од Бога дадена дарба, таа моќ, нели, преку верата во Христа да воскреснуваат мртви луѓе, но најголемото чудо да воскресне само од себе се случило, нели, само преку Христос и во Христос. Значи, многумина свети отци исто така кога го зборуваат за оној момент каде што, нели, Христос просолзува и покажува жал, токму ова е еден пресуден момент каде што тие, темелејќи се на ово што се случува, зборуваат, нели, за двојната природа што има нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Значи, од една страна е Бог, а од друга страна човек, или, нели, двете природи слиени во неговиот лик е Бог човек, бидејќи, нели, тој како човек чувствува жал, дури просолзува, но како Бог и по својата божествена сила, која што е бесконечна и безгранична, нели, го воскреснува 4-дневниот Лазар. Намерно е споменато дека, нели, Лазар е 4-дневен, бидејќи знаеме, нели, науката и медицината тврдат дека човекот, иако починат неколку часови, нели, околу 24 часа, може да доживее клиничка смрт и, нели, да само од себе да се поврати во животот, но знаеме дека после 2-3, нели, 4 дена, како што е случајот со Лазар, сите оние кои што пробуваат на еден научен начин да дадат објаснување за сите чуда што ги правил Христос, едноставно остануваат без аргумент, бидејќи клиничка смрт, нели, не може да биде после 4 дена. Утредента, значи неделата, која што е последната недела, нели, пред големиот празник Воскресение Христово Великден, си спомнуваме за свеченото и славно Христово влегување во Ерусалим. Исто така настан кој што е посведочен во Светото писмо, каде што се вели дека Христос пратил 20 ученици во Витфагија да му донесат осле, како што е запишано, односно тоа е едно мало магаренце, каде што Христос, нели, јавајќи го свечено влегува во Ерусалим и е пречекуван од сите луѓе, токму оние луѓе кои што, нели, овде го пречекуваат како буквално како цар, после една недела се токму тие луѓе кои што буквално претходно славејќи го, потоа биле тие што извикуваат, нели, распни го распни. За овој настан е посведочено во Светото писмо исто така и кај старозаветните пророци, каде што, нели, се зборува дека од устата на младенците ќе добие похвала, каде што се зборува, нели, за самиот Христос, бидејќи и доенчињата во тој ден извикувале гласно, иако не можеле да зборуваат, нели, но по силата Божја извикувале осана слава на Бога во висините. Значи, самото
самиот начин на влегување, значи ослето си има своја символика, нели, во староеврејската традиција и култура, магаре тоа се смета како символ на смиреност и на кроткост, па затоа Христос, кој што исто така бил кроток по природа, токму го избира, нели, ослето и влегува во градот и нели, како што одел по улицата, луѓето му постилале палмови гранчиња. Тоа е исто така како што, нели, ги причекувале и царевите, со тоа сакајќи да покажат, нели, на еден символичен начин дека во градот Ерусалим доаѓа царот на славата, токму оној цар кој што ќе го избави човештвото од гревот, нели, од смртта. Веќе стигнуваме до оние последни денови од Христовиот живот, нели, на земјата како Богот човек. Веќе кога влегуваме во великите денови, нели, доаѓаме во првиот ден Велика среда, каде што овој ден е значаен за нас христијаните, бидејќи во овој ден нашиот Господ и Спасител Исус Христос е предаден од страна на еден од неговите најблиски соработници, од, нели, апостолот Јуда. Како што сведочи, нели, и светиот евангелист и богослов Јован, Јуда не бил како другите апостоли искрен со чиста мисла, туку тој во Христос не гледал небесен цар, туку гледал земен цар и очекувал од него да има, нели, бенефиции, како што многумина луѓе очекувале дека, нели, Христос ќе биде земен цар со голема земна власт и дека, нели, Јуда ќе има таква земна власт, а и по природа, како што сведочи истиот апостол, бил и сребролюбив и токму, нели, во овој ден доаѓа жената и го помазува Христос како едно символично представување дека, нели, тој ќе биде помазан и откако ќе биде распнат и ќе го предаде својот дух на Бога. Во староеврејската традиција, бидејќи покоените не биле закопувани, туку биле замотувани во материјал, премазувани со разни балсами, нели, ставани во гробовите. Така со самото тоа било најавено неговото помазување, односно неговата смрт, и токму, нели, апостолот Јуда, кој што по природа, пак ќе повторам, бил сребролюбец, бил соблазнат од тоа што мирото кое што го историла жената врз Христос, кое што го помазало, било скапоцено и под изговор дека, нели, со тие пари што биле потрошени од мирото, ако се продадело ќе имале поголем профит, односно со парите ќе им било помогнато на некои сиромаси, се соблазнува и оди и го предава, нели, на првосвештениците и на книжниците по цена од 30 сребреници. Оваа цена била, според еврејските закони, цена за човек кој што бил од најнизок ред, значи граѓанин од најнизок ред, значи доколку бил убиен или пронеден некој странец кој што не бил познат, бил исплаќен по 30 сребреници, кој што била најниска цена за, нели, за да се откупи некој човечки живот. Па со самото тоа, нели, Јуда, покажувајќи ја својата злоба и сребролюбивост, го продава оној кој што буквално не може да биде проценет, нашиот Господ и Спасител Исус Христос, за најниска цена која што била исплаќена за, нели, за робовите, а тоа е 30 сребреници. Така тој, заведен од демонот на сребролюбието, го прави тој чин кој што, нели, ќе придонесе за сите оние идни избиднувања во последните денови од Христовиот живот. Во четвртокот пред големиот еврејски празник Пасха, како што знаеме, се одржала тајната вечера. Имено Христос заедно со неговите апостоли пред големиот празник Пасха, кој што е старозаветен празник, кој што е востановен, нели, уште во времето на Мојсија, каде што се спомнуваат луѓето за чудесното избавување на израелскиот народ од страна, нели, на Бог кој што ги изнел од робството египетско. Празник кој што бил празнуван, се јадело зелје, се јадело јагнешко месо, нели, кое што не се прекршувало коска, кое што, нели, изобразување на она што ќе се случи со Христос на крстот, нели, тој се нарекува и избраното јагне Божјо, нели, знаеме дека и во пророштвото стои, тие пророштва били исполнети дека коска негова нема да се скрши. Кога се собирало целото семејство и сето она што било приготвено, требало да се, нели, изеде, во тие денови се благодарело на Бога за, нели, чудесното избавување од страна на египетското робство, се пееле похвални благодарствени песни, се прераскажувало тој спомен од колено на колено, од генерации на генерации. И, нели, се правил на големиот празник Пасха, но Христос, бидејќи е новата Пасха,
и нели дури на самиот празник Пасха е распнат, го прави порано во една од куќите кои што биле во Ерусалим. Не е посведочено токму во чија куќа е направено. Има неколку од мислења од светите оци во чија куќа било направено, но никој не може да биде потврдено со сигурност. Но знаеме од она, нели од археологијата, од историјата дека тогашните куќички кои што живееле евреите биле малечки, без кров, со рамни плочи и обично на горните спратови доколку ги имале, доколку нели економската состојба можела да им го дозволи тоа, била правена една гостинска соба. Во таква соба нели Христос ја одржал својата тајна вечера и според традицијата тогаш се јадело на софра, сите биле полегнати нели околу масата, како што е изобразено нели токму и на иконата, она православната канонската икона на тајната вечер. Значи и знаеме дека на таа вечер било принесено само леп и вино и токму на оваа вечер е востановена нели светата тајна причес или Евхаристија, каде што нели Христос земајќи го лебот и кршејќи го им кажува на учениците: примете, јадете, ова е моето тело кое што се прекршува за вас. Нели кога покажува кон чашата со вино: придите, пиете, ова е мојата крв која што се пролива од мене за вас, каде што се укажува јасно за сето она што нели ќе се случи наредните денови со Христос, дека тој ќе биде распнат и ќе го предаде своето тело и нели ќе биде пролијана неговата пречиста крв. И токму нели на секоја литургија кога што се служи се приготвува причеста од телото, односно од лебот и од виното, кое што преку молитвите на свештеникот и благодата на Светиот Дух стануваат вистинско тело и вистинска крв Христови. И нели на тој начин ние, примајќи го телото и крвта Христови, се соединуваме со Христос, односно стануваме ние дел од него и тој станува дел од нас. Потокму затоа ова е еден голем нели ден за нас православните, кога што се спомнуваме за востанување на светата тајна прича. Знаеме дека додека се одржува оваа тајна вечера, Христос пророчки кажува дека еден од неговите најблиски од 12 апостоли ќе биде тој што ќе го предаде. Нели знаеме од сведоштвата на апостолите и напишаното нели во Евангелијата дека тоа е Христос бива предаден од неговиот апостол и ученик Јуда Искариотски. По вечерата Христос заедно со учениците заминуваат во Гециманската градина, каде што Христос нели останува во длабока молитва и каде што вели: Господи, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша на страдањето, но да не биде како по мојата волја, туку по Твојата. Нели Христос токму овде се подготвува за големата жртва што ќе треба да ја даде нели за целото човештво. Знаеме од напишаното дека додека тој се молел, неговите капки поттечели буквално како крв на земјата, што укажува на неговата искрена молитва. Додека нели тој се молел, апостолите веќе заспивале и ги совладувала дремката и тој ги тешил и им зборувал дека нели Христос, дека самиот тој ќе биде предаден. И токму нели во тие моменти со претходниот договор на Јуда со старешините јудејски, со фарисеите, со книжниците доаѓа и го предава нели Христос со претходен договор, кога им рекол дека оно што ќе го целива, тоа е Христос, да го фатат. И доаѓа Христос, доаѓа Јуда и нели го бакнува Христос и го со тоа им дава знак нели на јудејците да го фатат. Преку ова нели Христос се обидува уште еднаш да го преуми Јуда за тоа што го прави, бидејќи како Бог тој на сите луѓе им дал нели слободна волја, па и на самиот Јуда да прави по своја сопствена волја, но пробува нели да го преуми за она предавство, да не му го наметне своето мислење, туку да доколку постои можност да се покае за тоа и да не го прави тоа, бидејќи Бог по својата премудрост и по своето сознаење знаел што може да се случи нели со Јуда. Знаеме дека тој подоцна се покајува, но не она вистински него исповеда своето покаяние, туку нели се сумнува со бесиње. Во Велики петок знаеме нели и самите нашите повозрасни овој ден го нарекуваат Распит петок, ден кога што нели нашиот Господ и Спасител Исус Христос се дава на распнување. Знаеме дека нели тоа се случува некаде напладне во 6-тиот час по еврејското сметање на времето. Значи откако го
поминува оној пат со крстот, каде што на повеќе места паѓа и нели се споменуваат во преданијата чудата кои што се случиле нели за време на неговото носење на крстот, како што е неракотворниот лик, кога што нели една жена му дава крпа да се избрише сожалувајќи се, знаеме дека нели ликот негов се отцртува. Стигнуваат на лобното место, местото кое што било наречено Голгата или место на черепи, каде што според светото предание токму на местото каде што нели е ставен крстот Христов, токму на тоа место се наоѓал и черепот нели на нашиот прародител и прататко, првиот создаден на земјата, нашиот Адам, каде што нели и на самата ставрографија, каде што нели се изобразува распетието и крстот Христов, можете да забележите дека под нозите Христови постои еден има изобразено череп кој што го символизира нели токму Адамовиот череп и нели се вели дека бил распет помеѓу двајца разбойници, едниот разбойник кој што хулел нели за против Христа, а другиот разбойник во тие моменти се покајува, а во преданието тоа не е запишано нели во Светото писмо, но го има запишано како предание дека Христос уште како бебе нели кога со својот татко Јосиф и со својата мајка нели пречистата владичица наша Богородица одат во Египет за да се избават нели од Јароста и Родова, кој што нели ги погубивал децата. Нив по патот ги сретнуваат неколку разбойници кои што нели сакаат да ги ограбат и еден од разбойниците кога го видува нели Христос како бебе и восхитен од неговата надпросечна убавина што имал Христос, се сожалува и вели дека ова сигурно е Божјиот дете, бидејќи е толку убаво и сожалувајќи се на убавината Христова ги пушта нели без да им наштети на Јосиф и на Дева Марија, нели без да ги ограбат и без да им направат некаква штета. Затоа мајката Божја, благодарејќи им нели условно речено за неговата добрина, му ветува дека Христос многу ќе го награди за тоа, па токму тој станува нели првиот жител на рајот, бидејќи иако не знаел дека нели го спасил Христос како бебе, сега заедно распнат до него, се покајува за своите греови. Нели Христос токму во тој миг му дава едно прекрасно ветување дека нели уште денес со мене ќе бидеш во рајот, и со тоа нели поради неговото покајување кој што го чувствувал и нели буквално е првиот кој го исповедал за Бог, бидејќи уште пред Христос да воскресне и да посведочи за неговата божествена сила, нели тој го исповеда за Бог и токму станува, иако најголем грешник до тој момент, станува првиот жител на рајот, со тоа нели укажувајќи ни Христос дека сите ние луѓето, колку и да сме грешни, доколку нели се исповедаме, макар и во последниот момент, се до последниот вздих, човекот е потенцијален свестител, бидејќи нели може да се покае за своите гревови. Знаеме нели дека од понатамошните случувања дека луѓето, оние кои што нели пред една недела кога го причекувале во Ерусалим, го славеле како Бог и како цар, сега веќе го исмеваат, хулејќи го, само разбойникот го исповедува. И знаеме дека тие иако избезумени живите луѓе, но онаа мртва природа како што ние луѓето ја дефинираме, како што е сонцето, земјата, месечината, знаеме дека сонцето, како што е опеано во химните, не можело да ги гледа страдањата на оној кој што ги создал луѓето и кој што го создал светот, почнало да не ја дава нели својата светлина. Знаеме дека карпите нели се стресувале и се ронеле многу, други чуда се случувале, дури завесата во старозаветниот храм била по скината на две поделена, со тоа покажувајќи го нели разделувањето на стариот од новиот завет. Значи, кога виделе што се случува, римските војници сакајќи да убрзаат смртта, нивни им ги прикушувале колената, но бидејќи виделе дека Христос претходно нели го предал својот дух, извикувајќи Боже, Боже, зошто ме остави, испуштајќи нели својата душа, виделе дека тој е мртов и нели него не му ги скршиле колената, туку само со копје го проболе во ребрата и од неговото нели ребро потекло крв и вода, што било веќе нели сигурен знак дека Христос е мртов, а со самото тоа исполнувајќи едно пророштво нели дека, како што претходно кажав, дека коска негова нема да биде скршена, нели виделе дека е мртов и симнат од крстот, нели и е положен во гроб. Само ќе се навратам, заборави да споменам еден многу важен момент,
бидејќи нели сите апостоли се разбегале, а само останал светиот апостол и евангелист Јован Богослов заедно со светата дева, која што нели буквално меч и го пробил срцето, и знаејќи нели за настаните што ќе се случуваат, тој обраќајќи се на својата мајка Света Богородица вели: мајко, еве ти син, нели, алудирајќи на светиот Јован Богослов, а на светиот евангелист му вели: еве ти мајка, со тоа оставајќи нели на грижа својата мајка, кој иако нели Христос веќе пред да чукне неговиот смртен час, од преголема љубов нели кон целото човештво, исто така и преголема љубов кон својата мајка, нели ја не ја остава на цедало, туку ја доверува на грижа на еден од неговите нели најверни ученици. Откако нели Христос е положен во нов гроб, како што и посведочено нели по барање на угледниот член и таен Христов следбеник Јосиф од Ариматеја, Христос, неговото тело е положено во гроб, но нели како што се сведочи во Светото писмо и во химнографијата, тој со телото е во гробот, но со душата е во адот, каде што нели се симнува и буквално го проповеда своето евангелие, односно својата спасоносна наука. И знаеме нели дека и на самата иконографија, но на да речеме најраспространета икона на Христовото воскресение, тој се црта како е во адот и ги подава своите раце на прататкото Адам и на прамајката Ева, и нели со тоа ги избавува од вечната смрт и им го благовести нели за спасоносната наука. И нели по веќе во недела, кога жените мироносици, одејќи кон нели Христовиот гроб да го миропомазаат со мирисите и со балсамите што го носија, нели како што е посведочено во Светото Евангелие, виделе дека нели Христос не е таму, при тоа чудејќи се нели кој ќе им го потргне каменот, бидејќи тогашната практика на погребување била различна од денешната, бидејќи биле закопувани во места како пештери и биле ставани камења и кои претходно нели биле запечатувани како гробни места, па се чуделе кој ќе го тргне нели каменот кој што бил тежок, а знаеме дека нели од сведочењето на Евангелието дека и римска војска била поставена, фарисеите и книжниците плашејќи се да не настане некоја измама, поставиле римска војска, која што нели тогаш на изненадување на жените мироносици и каменот бил тргнат, нели и римската војска веќе ја немало, туку виделе светол човек, односно ангел Божи, кој што им ја благовестил радостта вест дека Христос воскресна, им посочил да не бидат тажни, туку да идат и да им кажат на апостолите нели дека Христос воскресна. Знаеме дека исто нема простор за сомнеш дека нели како што сакале еретиците или оние богоборци да зборуваат против Христовото воскресение, дека доживеал не знам клиничка смрт, бидејќи знаеме дека повеќе од 24 часа бил мртов, гробот бил запечатен, а и самата стража, знаеме дека римската војска се била одликувана со посебна дисциплина и посебна строгост, да дојде некој нели да ја измами стражата и да го украде телото било невозможно. Со самите тоа представува само по себе една апологија дека Христос навистина воскресна, дека нели тој е вистинскиот Бог и наши спасител. Значи жените мироносици се токму оние кои што првија нели кажале онаа радосна вест дека Христос воскресна и навистина воскресна, бидејќи како што знаеме од претходните настани нели кога што било испрашуван, сите апостоли биле исплашени и избезумени, нели побегнале, туку жените оние кои што нели биле најплашливи, покажале на огромна машка храброст и нели дошле на гробот и ја дознале веста за Христовото воскресение.